Најново издание на регионалните вести. Денес се одбележува 29 октомври, светскиот ден на мозочниот удар. Со лекарски прегледи на граѓаните овој ден се одбележа и во Тетово. Мозочниот удар е трета најчеста причина за смрт. Тој е фатален во 1/3 од случаите и представува најчеста причина за инвалидитет, предупредуваат невролозите на светскиот ден на мозочниот удар кој се одбележува денес. Меѓународниот ден на мозочниот удар во Тетово беше одбележан со лекарски прегледи пред Центарот за култура. Целта на кампањата која се реализира низ целата држава е да се подигне свеста на населението за превенција од мозочен удар. Ние како представници на Сдруженијето на невролози на Република Македонија решивме денеска да ја поддржиме светската кампања за борба против мозочниот удар. Светската организација за борба против мозочниот удар, денешниот ден, 29 октомври, го избрала како символичен ден и на овој ден се организираат широм светот и во Република Македонија неколку години наназад јавни акции со цел подигање на свесноста за ризиците на мозочниот удар. Целта ни е да правиме превенција на ова заболување кое што во Република Македонија како во земја во развој се наоѓа на високото прво место според бројот на нови случаеви, кои секоја година мораме да се справуваме. Освен што мозочниот удар има висока стапка на смртност, па представува сериозно заболување, има и висока стапка на инвалидитет. Освен што представува сериозен медицински, представува и тежок социоекономски проблем и товар на државата. Можам да кажам, еве и колегите се тука, дека годинава сме поорганизирани, нели, по втор пат е. Граѓаните се одзва на нашиот повик. Задоволни сме, сакаат да слушнат нови информации, соработуваат, така што мислам дека акцијата беше многу успешна. По превентивна цел се мери прво притисокот, се мери шеќерот или нивото на гликозата во крвта и се прави ЕКГ кај што има потреба. Значи, и ќе бидеме внимателни со наши совети да се превенира, да не се продолжи понатаму и да бидат внимателни. Ние земаме и податоци кои ќе ги собираме и на крај ќе ги објавиме и ќе видиме до кој степен сме. Многу сме задоволни, имаше доволно луѓе што поминаја, што не посетија, информираноста беше вред. 16 луѓе од светот ќе претрпат мозочен удар, покажуваат последните податоци. Според лекарите, жените имаат поголема шанса да претрпат мозочен удар во споредба со мажите, но за сите важи истата порака. Треба да се внимава на животниот стил. Мозочниот удар представува заболување кое што во земјите во развој, значи се наоѓа на високото прво место. Почесто заболуваат жените. Над 55-та година од животот ризикот за појава на мозочен удар 2 пати се зголемува. Како ризик фактори имаме една долга листа, но најдокументирани, најчести се всушност овие за кои што зборуваше колегата. Значи, висок шеќер во крвта, висок крвен притисок, аритмии на срцето, пушењето и секако годините на кои што не можеме да влијаеме. Инаку, освен тоа, можам да кажам дека постојат два типа на мозочен удар. Почесто, во 80% е мозочниот удар, наречен исхемичен мозочен удар, кој настанува заради затнување на крвен сад и најчесто се јавува кај повозрасна популација. Мојот апел е граѓаните да се јават редовно на контроли кај матичните доктори, да внимаваат на стилот на живење, значи редовни контроли на шеќерот и мастите во крвта и на крвниот притисок. И секако да престанат да пушат. Меѓународниот ден на мозочниот удар во Тетово се одбележува втора година поред, а идејата е тој секоја година да биде одбележан на пригоден начин, се со цел граѓаните да ги осознаат навреме ризик факторите и да влијаат на отстранување на истите, да примаат редовно терапија доколку боледуваат од некоја болест и да превенираат мозочен удар. Тетово и ова есен е град со највисока концентрација во Македонија на штетните PM10 честички во воздухот. Бројот на денови во кои граѓаните дишеле загаден воздух, заклучно со вчерашниот, се искачи на алармантни 281 ден, а не сме да има повеќе од 35 такви дена во годината. Со измерени близу 500 микрограми на метар кубен воздух или 10 пати повеќе од дозволеното во саботата во 20 часот, Тетово и ова есен е со највисоки часовни концентрации на штетните PM10 честички во воздухот во Македонија.
Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање на својата интернет страна, само во Тетово е надминат прагот на информирање, односно во 5 последователни дена среднодневните концентрации на честичките прав ја надминале безбедната по здравје вредност. Вчера била измерена за 3 пати повисока среднодневна концентрација, со што бројот на денови во кои граѓаните дишеле загаден воздух од почетокот на годинава се искачи на алармантни 281 ден, со напомена дека во текот на една година не смее да има повеќе од 35 такви дена. Часовните варијации на загадувањето според специјалистите по хигиена и здравствена екологија е доказ дека човечкиот фактор дава најзначаен придонес во нарушувањето на животната средина, како што може да се види од интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање. Концентрацијата на PM честичките варира во текот на денот. Најниска концентрација најчесто е измерена рано наутро, пошто почнува да се зголемува во текот на денот. Во недела пак во текот на денот концентрацијата е релативно пониска во однос на работните денови. Тоа не наведува на заклучок дека концентрацијата на штетните честички прав расте како што се зголемуваат активностите на граѓаните, кога се користат повеќе автомобилите, кога се троши повеќе огревното дрво и слично. Суспендираните честички представуваат смеса од цврсти честички и течни капки наречени аеросоли со големина помала од 10 микрометри. Поради нивната димензија способни се да навлезат длабоко во белите дробови и да предизвикаат сериозни нарушувања, како астматични напади и воспаленија, а кај хронично болните од срцеви и белодробни заболувања да ја влошат состојбата, но може да предизвикуваат и намалување на функцијата на белите дробови кај децата. Овие честички потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од прашината на улиците, од согорувањето на огревното дрво во домаќинствата и од неконтролираното палење на отпад. Со одлука на Гостиварскиот совет, поранешниот председател на Хрватска Стипе Месиќ е прогласен за почесен граѓанин на Гостивар. Месиќ доаѓа во Гостивар во вторник на 3 ноември, кога во општината ќе се одржи свечена церемонија. Поранешниот хрватски председател Стипе Месиќ стана почесен граѓанин на Гостивар. Одлуката едногласно беше донесена на денешната седница на Советот на општината. Советникот од ДУИ Имран Жупани во образложението на предлогот истакна дека овој политичар својата кариера ја посветил на намалување на поделбите и промовирање на демократски вредности. Месиќ ќе го посети Гостивар следниот вторник, кога на свеченост ќе му биде врачено признанието за почесен граѓанин. Денеска Советот на општина Гостивар донесе одлука за прогласување на господинот Стипе Месиќ, бивш председател на Република Хрватска, како почесен граѓанин на градот Гостивар. Свечената седница ќе се одржи на 3 ноември 2015, значи во следниот вторник, при што ги повикуваме и граѓаните да бидат присутни во просториите на општина Гостивар. Со оваа одлука ние уште еднаш сакаме да докажеме колку е важно да се има доверба во партнерството и соработката помеѓу народите во овој регион, не многу далеку од годините кога на овој регион имаше толку тешки конфликти. Благодарам. Иако реагираа дека одлуката за Месиќ е ставена на дневен ред без претходни консултации, од НДП ја поддржаа. Ова беше прво гласање во кое учествуваа советниците од опозицијската партија после подолго време, откако се изјаснија дека нема да гласаат ниту за, ниту против за одлуките во Гостиварскиот совет. На денешната седница на Советот беа донесени и одлуки за доделување на финансиски средства на јавното предпријатие за паркиралишта и основните училишта Гоце Делчев во градот и Прпарими во Чегране. Советниците го изгласа и кварталниот извештај за буџетот, како и 70 точки за еднократен отпис на долгови. Соопштение до јавноста испрати Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово.
Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово преку писмено соопштение изразува длабока разочараност од игнорантскиот однос, како што пишува, на раководството на ДПМН од Тетово, Министерството за образование и секторот за образование при општина Тетово, кон средношколците од македонските паралелки од гимназијата Кирил Печиновиќ и нивните наставници. Имено се наведува во соопштението. После низа реакции, ниту еднаш не се најде простор да се објасни на учениците од гимназијата зошто толку се мочи во однос на нивниот проблем и дали истите ќе може да се дозволат услови исти или слични, како оние кои ги добија учениците од новата гимназија 7 март. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово бара во што побрз можен рок да се седне на маси со сериозен пристап, да се реши овој горлив проблем со кој се соочуваат учениците и нивните професори. Во спротивно, доколку и понатаму ќе се мочи, ќе повикаме и ќе поддржиме бојкот на настава, се вели во партиското соопштение на ВМРО Народна партија. Заталкан куршум оштетил автомобил во гостиварски Добридол. Билтенот на СВР Тетово бележи информација за псењето на 21 годишен гостиварец кој поседувал марихуана. 27 годишен жител на гостеварското село Добридол вчера вечер околу 21 часот и 40 минути во полицијата пријавило штетување од заталкан проектил на неговото патничко возило Пасат со гостиварски регистерски таблици. Оштетувањето се случило во близина на поранешен угостителски објект во селото. Проектилот удрил во предното ветробранско стакло и во голема мерка го напукнал, а потоа паднал под пластичниот дел помеѓу стаклото и хаубата, информираат од СВР Тетово. Извршен е увид проектилот е пронајден и подигнат за вештачење. Се расветлува кој, кога и од каде пукал и го причинил оштетувањето на возилото. Во изминатите безмалку 10 месеци од годинава на поширокото гостиварско подрачје вкупно регистрирани се десетина случаи со заталкани куршуми, најмногу испукани на свадбени и други семејни свечености, претежно во летните месеци, кога всушност е и главната свадбена сезона во полог. Два од нив завршиле со исто толку повредени лица. Едното машко лице со повреда во раката што ја задобило од испукан проектил од огнено оружје во близина на угостителски објект во Гостивар, и второто женско лице со повреда на ногата, што ја задобило од неовластено приреден огномет во блиската населба Долна Бањица. Во овој период, за жал, бележиме и еден трагичен случај со човечка жртва. Станува збор за 10-годишно малолетно дете, кое во текот на летните месеци беше усмртено од заталкан куршум во околната гостиварска населба Фазанерија, од куршум најверојатно испукан на свадбена свеченост. Секторот за внатрешни работи Тетово неколку години наназад во пресред на свадбената сезона, летната свадбена сезона, покрај другите, реализира и широк сет на превентивно-едукативни активности. Во рамките на овие активности се организираат средби со собствениците на угостителски објекти, на кои им се укажува да не дозволат користење на огнено оружје во и надвор од објектите. Исто така се апелира до граѓаните да се воздржат од пукање на свадбени и други семејни свечености, а се запознаваат и со законските импликации, доколку и покрај апелите се одлучат на ваков начин да се веселат. Лишен од слобода 21 годишен гостиварец. Вчера околу 15 часот службеници од полициската станица Гостивар, реализирајќи планирани активности во централното гостиварско подрачје, кај него при преглед во задниот джеп од панталоните, било пронајдено бело најлонско ќесе во кое се наоѓале 5 помали кесички со непозната тревлива материја, најверојатно марихуана. Пронајденото ќесе со непозната материја е фотодокументирано и одземено за вештачење, а по задржувањето во полициската станица Гостивар и извршениот претрес во неговиот дом. Нешто подоцна е пуштен и ќе се соочи со соодветен поднесок. Ограбен 53 годишник додека чекал за преглед во гостиварската болница. Крадецот вешто му го одзел паричникот во кој имало пари и лични документи. 53 годишен жител на Гостиварско Калиште вчера утро бил ограбен додека чекал ред за преглед во гостиварската болница. За сега непознат сторител искористил згодна прилика и му го одзел паричникот во кој имал 200 евра
1150 денари, лична карта и здравствена картичка, пошто незабележан се оддалечил. И бидејќи ваквите видови кражби овој минатиот месец повремено се присутни на Полошкото подрачје, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да бидат максимално внимателни, особено кога чекаат во редици за добивање на одредени услуги, лекарски, банкарски или други, и да не ги оставаат паричниците на видливи места, зашто тие ситуации брзо и лесно можат да бидат искористени од джепчиите, кои вешто и досетливо оперираат, а потоа незабележани ги напуштаат објектите. Покрај ова на граѓаните им се советува грижливо да ги чуваат банкарските картички и да не ги носат заедно со нив така наречените пинови, односно лозинките, напишани на листиња. Локална дискусија на тема можноста за регулирање на учеството на средношколците во Законот за средно образование денеска се одржа во Институтот за развој на заедниците во Тетово. На дискусиите се презентираше компаративната анализа за учеството на деца и млади во образовниот процес. Средношколците се многу малку вклучени во процесот на носење одлуки во образовниот процес, затоа што тоа не им го дозволува законската регулатива, сметаат од Институтот за развој на заедници. Институтот денеска со група ученици организираа локална дискусија на тема можноста за регулирање на учеството на средношколците во Законот за средно образование. Не постои никаква рамка преку која организирањето на средношколците би било регулирано, тврдат дискутантите. Па сега, значи формално правно со Законот за средно образование, освен правото да се даде приговорна оценка, не е регулирана друга област, иако формално правно постои Унија на средношколци. Низината последна активност е забележана негде кај 2010-2011 година, каде што за жал не можеме да дознаеме нешто повеќе за таа Унија ни преку интернет. Последните незини активности само при законот кога беше за екстерно, само тогаш има дадено изјава дека тие се согласуваат со законот за спроведување за екстерно, така да бидејќи сега за сега главните двигатели на средношколското организирање и влијанието, значи подобрувањето на нивната ситуација го имаат невладините организации. Ние се трудиме сега државата да биде главниот гарант и преку правна, значи преку закон да им го обезбеди правото да учествуваат во образовниот систем. Таргет група на денешната дискусија од која ќе произлезат препораки се средношколците. Целта на проектот е да се иницира структурирано учество на младите ученици и младинските организации преку граѓански диалог со релевантните донесувачи на одлуки, за да се овозможат правни можности за учество во образовните процеси. На локалните дискусии ќе се презентира компаративната анализа на состојбата со учеството на деца и млади во образовниот процес. Ќе се представат ЕУ практики, регионални практики и каква е моменталната ситуација во Република Македонија. Ќе се представи анкета за учеството на средношколците во донесувањето одлуки во училиштата и ќе се дискутира како може ситуацијата да се подобри во соодветната област со соодветни насоки и од истите дискусии ќе произлезат препораки. Локална дискусија за учеството на средношколците во образовниот процес ќе се одржи утре во Тетово, каде ќе учествуваат родители и просветни работници. Најмалку 11 мигранти загинаа, меѓу кои 8 деца во несреќи покрај грчките егејски острови Лесбос, Самос и Агатониси. А грчката крајбрежна стража почна спасувачки операции и трага по повеќе од 40 лица, кои се сметаат за исчезнати, јавија грчките медиуми. Потрагата почна по инцидентот со бегалците во морето северно од Лесбос, во кој околу 38 лица се водат како исчезнати. Грчките власти соопштија дека во операциите на крајбрежната стража биле спасени 242 лица. Бродови на Грција и на Фронтекс спасиле 71 мигрант покрај бреговите на Лесбос. Двајца палестинци беа убиени по напади врз израелци во Хеброн, во јужниот дел од окупираниот западен брег на реката Јордан. Во првиот напад 23 годишен маж повредил со нож израелски војник. Подоцна напаѓачот се обидел да убие друг војник, но бил застрелан од израелските сили. Израелски војници убиле и друг палестинец кој сакал со нож да повреди нивни колега.
Во изминатите денови Хеброн се претвори во епицентар на новиот бран на насилство меѓу палестинци и израелци. Од почетокот на новиот бран насилства пред 6 недели беа убиени 11 израелци и 58 палестинци, од кои 38 извршители на такви напади. Европскиот парламент го одобри воведувањето на такви напади. Европскиот парламент го одобри воведувањето на национални седи. Загадувањето на воздухот предизвикува прерана смрт на околу 400.000 луѓе годишно во Европската унија, а ограничувањето ќе заштеди околу 40 милиарди евра за трошоците за загадувањето до 2030 година. Загадувањето на воздухот има огромна човечка и економска цена. Таа штети исто така и на животната средина, преку еутрифакција и таложење на киселините. За него нема граници на земјите членки, изјави известувачот Џули Грлинг вања раце. Кинески компании порачаа 130 авиони Airbus. Кинески компании порачаа 130 авиони Airbus за 17 милиарди долари за време на посетата на канцеларката Меркел на Пекинг. Со неа во Кина допатува тим од 20 директори од машинскиот, автомобилскиот и телекомуникацијскиот сектор. За време на билатералните разговори станало збори за ситуацијата во Сирија, при што кинескиот премиер Ке Чијанг и Меркел изразиле единствен став дека сирискиот конфликт има потреба од политичко решение. Кинеската владеачка комунистичка партија соопшти дека ја менува својата политика за планирање на семејството. Според партијата сега наместо едно, на паровите ќе им биде дозволено да имаат по 2 деца. Политиката на едно дете во Кина беше иницирана во 1978 година, со цел да се спречи зголемувањето на популацијата. Времето денес беше променливо облачно. Утринската температура се движеше од -1 до 7, а дневната од 14 до 18 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност и со умерен источен ветер. Утринската температура ќе се движи од -2 до 7, а дневната од 12 до 17 степени. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!